Ве поздравувам, драги браќа и сестри, и посакувам Божи благослов. Денес имаме уште еден пријатен саботен ден и денес конечно ќе почнам да зборувам за долгата серија предавања, која што ја најавував повеќе пати, на барање на некој од вас уште во текот на оваа година, да се зборува и да се проучува за Светото Тројство, бидејќи тоа денес станува многу контроверзна тема во адвентистичкиот свет воопшто. Зимоска исто така бев прашан од некои да образложам зошто сум против така наречените докторати по теологија. Бидејќи во многу наврати, изминативе години, нешто споменував од катедра на таа тема. Денес ќе започнам со таа серија предавање. Не знам колку долго ќе трае, може да трае повеќе од месец дена. Меѓутоа ќе имаме едно длабоко и темелно проучување на најважната пред се и најинтересната доктрина во христијанскиот живот, доктрината за Бог, доктрината за Божеството. Но на самиот почеток би сакал да се позанимавам малку со една многу интересна вест, која што беше објавена во текот на изминатава седмица. Повеќето од вас сигурно ја забележавте. Вест која што кажува дека отприлика 500 луѓе, најбогатите банкари во овој свет, веќе почнале да се преселуваат со своите семејства во подземни бункери. Многу новинари го забележале тоа и само тоа го објавиле, шпекулирајќи што ли сега ова треба да значи. Што ли треба да го очекува светот, штом тие ги бараат своите кучешки дувла. Уште сега, во ова време. Мене ова многу ме подсетува на еден библиски стих. Брат Данило веќе го погоди стихот. Го прочитав тоа од неговите устни. Меѓутоа, вие другите тоа не го слушнавте. На кој библиски стих ме подсетува овој настан? Токму така. Би сакал да го прочитаме тој стих. Ќе отвориме во Откровението. Откровение, последната книга, пророчката книга на Светото Писмо. Откровение, 6 глава. Ќе го прочитаме заради контекст целиот текст од 12-тиот до последниот 17 стих. Откровение 6 глава од 12-тиот до 17 стих. И видов, вели Јован, кога се крена или се отвори шестиот печат. И ете, настана голем земјотрес. И сонцето стана црно како вреќа од кострет. И месечината стана како крв. Звездите пак небесни паднаа на земјата, како што смоквата лулана од силен ветар, ги исфрла пупките своји. И небото исчезна како свитка на хартија. И секоја гора, и секој остров
се поместија од местата своји. И што тогаш направија големците на овој свет? И царевите земни, и благородниците, и богатите, и војводите, и силните, и секој роб, и слободен, се скрија во пештери и горски камењари. Еде, овој превод вели дека тие се скрија таму. Дали живееме во времето на исполнување на ова пророштво? Можно интересно прашање. Инаку, оваа седмица, бидејќи минатата сабота беше Јом Кипур, според еврејскиот календар, оваа седмица, значи 10-тиот ден од 7-тиот месец, беше почетокот на празникот Сеници. Мнозина забележа и го споделуваа тоа на интернет, дека имавме некаде во вторникот едно делумно помрачување на месечината, а тоа е феномен кој што прави месечината да изгледа црвена, полната месечина да изгледа црвена, како крв. Меѓутоа немавме помрачување на сонцето во текот на оваа седмица. Исто така, иако во минатото сето тоа го имало, Библијата зборува дека сепак сето ова одново ќе се случи и во многу поглобални размери во последното време. И пагањето на звездите, и помрачувањето на сонцето заедно со црвена месечина, или месечина како крв, но Библијата најавува еден страшен и голем земјотрес, тогаш кога се отвора шестиот печат. Пострашен, посилен и покатастрофален од било кој што воопшто постоел на нашата планета, затоа што тука се вели дека како последица на тој земјотрес, што ќе се случи? Секоја гора и секој остров се поместија од местата своји. Што знаат големците од овој свет, така наречената светска елита, како што ја нарекуваат? Па уште од сега бараат своја заштита во пештерите и горските камењари, како што вели тука библискиот текст. Јас малку се позанимавав со оваа тема неделава. Дали може би се плашат дека на русите ќе им пукне филмот со сите овие провокации што им ги прават и ќе започне термонуклеарна војна? Ја отфрлив таа можност, затоа што во масонските планови не е таква трета светска војна, каде што Русија и Америка се противници, туку каде што Америка е противник со Иран и со исламскиот свет. Мнозина најавуваат дека сите овие досегашни мини војни со исламски терористи се еден вид вовет во тоа нешто. Но исламскиот свет нема нуклеарно оружје, барем не се уште. Иран некако е легнат на брашно последниве години, така да не ќе да се криет во пештерите од таа причина. Да не случајно очекуваат од нив изражираниот исто така вирус на ебола да предизвика светска пандемија. Според нивните планови да го намалат населението на само половина милиарда луѓе. Но, си велам постоа, ако е тоа во нивните планови, нема потреба да се кријат во пештери заради тоа. Доволно е со себе да се го имаат загарантираниот против отров или вакцина, или како уште не, нешто што нема да го делат, се разбира, со аптеките и со светската популација. Нема потреба од кријење во пештерите. Која е третата опција?
зошто се кријат. Не може да биде некој астероид, се разбира. Тоа се лесно предвидливи работи. Тоа е нешто се може да се знае однапред. Некој небесно тело, ако се наближува или ако неговата орбита се сече со орбитата на Земјата, и обично се пресметува и конкретен ден, датум, час, ако такво нешто треба да се случи. Да не случајно така наречената светска елита, како што тоа беше случај пред 2000 години, знае нешто што Христовите ученици не знаеле се уште. Да не случајно второто Христово доаѓање е толку блиску, што тие попрво знаат и се подготвуваат за тоа, отколку ние тука и христијанскиот свет воопшто. Библијата нас ни кажува дека кога Христос бил симнат од крстот и веќе погребан, неговите ученици се наоѓале во тежок шок и разочарување. Никаква надеж, никаков зрак светлина за иднината во нивниот живот. Но Христовите непријатели, водачите на Израел, свештенството, Синедрионот, начело со првосвещеникот Кајафа, не сметале дека нивната работа завршила. Дека нивните планови веќе се реализирани. Тие и понатаму се плашеле. Христос бил мртов, Христос бил во гроб, тие и понатаму се плашеле од Него. Многу убаво тоа екранизирано во филмот Исус од Назарет, каде што римскиот офицер му поставува прашање на евреинот: што сорта луѓе сте ви? Човекот е мртов, со сите неправди го добивте тоа што го сакавте, со други зборови, и што се плашите уште? Внимавајте, светската елита, а Синедрионот беше во тоа време светската елита. Денешната светска елита не е многу далеку од јудеизмот. Меѓутоа, тоа не е толку битно. Важно е дека сите се луциферијанисти и сатанисти, без оглед каква е нивната формална вероисповед од надвор. Тогашната светска елита се плашеше и од мртвиот Христос, затоа што знаеше нешто, што Христовите ученици во тој момент не го знаеа. А што беше тоа? Дека овој ќе воскресне од мртвите. Што мислите, знае светската елита? Тие што многу добро го познаваат и му се кланяат на Луцифер, богот на овој свет, знаат дека Христос ќе дојде повтор пат? И па не би биле елита ако не знаат. Како што вели самиот апостол Јаков, кога го проучуваме ова последно тромесечие, и бесовите, и демоните, и ѓаволите веруваат, ама се тресат. Тие многу добро знаат што правеат демоните кога Христос беше на земјата. Зарем дојде пред време да не мачиш, Исусе, сине Назареец, сине Божи? Тие знаат дека имаат, односно тогаш знаеле, дека имаат малку повеќе време. И навистина Христос не дошол тогаш да ги мачи. Меѓутоа што правиме ние денес?
во кое време денес живее? Дали може би Христовото второ доаѓање е толку близко, што така наречената светска елита знае и од сега бара спас каде? Тамо каде што Библијата вели дека ќе побараат спас. Во земските дупки, пештери, бункери, што христијанскиот свет не знае и живее и се однесува како да Христос нема да дојде уште за наредни 1000 години. Практично спие. Меѓутоа, постои нешто на што би сакал да се подсетиме во Христовата првосвещеничка молитва во Гециманија пред неговата смрт и што го проучувавме во текот на изминативе 2,5 години кога зборувавме за Евангелието по Јован, особено последнава зима кога бевме кај 17-та глава. Да се подсетиме за кого се молел Господ во Гециманија во таа своја молитва. За кого се молел? Кој бил предмет на неговата молитва? Дали се молил за целиот свет? За Божиот народ, што значи тоа? Дали се молил за евреите, например, за целиот еврејски народ? Не. Не се молил за светот. Не се молил за Израел. Се молил да прочитаме за кого се молил. Јован 17 глава. Во 6 стих го објавив името Твое на луѓето, на кои луѓе, што си ми ги дал. Од каде? Од светот. Тие беа Твои и Ти ми ги даде и го запазија Твоето Слово. Христос се молил само за неговите следбеници. Само за оние што го прифатија. Кај своите дојде еврејскиот народ, но тие не го прифатија. Но оние кои што го прифатија, иако малцинство во однос на целиот народ, ним им даде власт да се наречат синови Божии. Внимајте колко е величенствена таа чест. Синови Божии да се наречат. Синови и ќерки Божии. Тоа е нешто што ве прави повисоко од било која светска елита. Ако сте дел од оние за кои што Христос вели дека не се од светот. Светската елита за кого е елита? За светот. Ако сте вие во светот и од светот, во светот сме сите, но ако сте од светот, тогаш вие сте нижа класа во однос на елитата која што управува со овој свет. Но ако не сме од светот, бидејќи Христос тоа конкретно ќе го спомене понатаму во својата молитва. 16 стих. Прво 15 вели: не се молам да ги земеш од светот, и како што веруваат протестантите дека ќе бидат грабнати, тајно однесени во небесата. А останатите ќе останат тука, во гужвите и големите неволји. Не, такво нешто нема да има. Такво комотно спасение нема да има. Библијата не зборува за комотно спасение. Зборува за големи неволји, за големи искушенија во последното време.
каде што оние кои што ќе издржат до крај, ќе бидат спасени. Не постои комотност на патот за вечниот живот, бидејќи самиот наш Спасител поминал преку трње, поминал ни страдања до конечната цел, до својот подвиг, до неговото преславно воскресение. Ако за него не бил комотен животот во светот, зарем треба да биде за неговите следбеници? Тие не се од светот, како и јас, што не сум од него, вели Христос. Много интересно. Посвети ги со својата вистина, Твоето слово е вистина. Ако не сте од светот, ако сте синови и ќерки Божии, тогаш вие сте виша класа и за така наречената светска елита. Тогаш вие имате најголемата чест што може да ја имате под ова небо, на оваа земја. Тие се никој и ништо, а вие сте се, ако не сте од светот. Затоа што истиот апостол вели, светот поминува и славата негова, а оно што ја твори волјата Божија, тој останува довек. Оно што ја твори волјата Божија. Колку мене денес ја творат волјата Божија? Колку мене денес во Божјата црква ја творат волјата Божија? Многу малку. Зошто е тоа така? Колку мина во времето на првото Христово доаѓање, ја твореле волјата Божија. Од Божиот народ, не од светот. Светот бил кучиња. Знаете што мислеле евреите за паганските народи? Тие не биле луѓе, тие биле кучиња и со право така мислеле. И што е уште интересно, оние незнабожци, оние пагани кои биле привлечени кон еврејската религија, па и оние кои биле привлечени кон Христа, кога веќе Христос бил на земјата, тие го признавале ова, ја признавале оваа дискриминација. Самиот Исус и вели на Хананејката, јас дојдов кај загубените овци од домот Израелов, не дојдов кај кучињата, кај незнабожците. И Хананејката тоа го признава. Да, Господи, меѓуто и кучињата јадат од трошките, што паѓаат од трпезата на која што јадат евреите. Видите, тоа е една многу интересна ситуација. И евреите, и Христос, и обратените незнабожци признаваат дека само евреите биле луѓе, а останатиот свет биле кучиња. Ако ви е ова тешко да го прифатите, ви препорачувам серијата Спартак, сите 4 сезони. А не знам дали ќе успеете да ги догледате сите нив. Мислам дека ќе ви се згади уште првата епизода од првата сезона. Но ќе разберете зошто евреите ги сметале незнабожците за кучиња. Сепак, колку мина од еврејскиот народ, од тој избран народ, ја твореле волјата Божја, во времето кога Божиот син бил на оваа земја, многу малку. Колку малку. Да се обидиме да го разбереме тоа колку малку, од еден цитат кој што се наоѓа во Избраните сведоштва на Духот на пророштвото, прва книга, 410 страница. За да го подготви патот за првото Христово доаѓање, за доаѓањето на Месија или Спасителот во овој свет, Бог подигнал еден човек
како последен негов пророк од сите, целата серија старозаветни пророци. За кого самиот Исус вели дека е не само најголемиот пророк од сите старозаветни пророци, иако тој не направил никакво чудо, ниту едно чудо, туку вели дека е најголемиот од сите што се родени од жена. Многу интересно. Јован Крстителот, вели цитатот, беше повикан да изврши едно специјално дело. Има ли нешто по-специјално од тоа да бидете гласникот што го најавува доаѓањето на Божиот Син, Спасителот на светот? Тој требаше да го подготви патот за Господа, да ги израмни неговите патеки. За да ја направи, за да ја изврши оваа задача, каде Господ го испратил Јована Крстителот да се подготвува за ова свое специјално дело? Елена Вајд кажува, Господ не го испратил Јована во школите на пророците и рабините. Не го испратил во денешните теолошки факултети. Белградски ли, Марушевачки, Њуболски, Ендруски, какви сака. Не го испратил таму. Зошто не го испратил таму? Што беше проблем со рабинските школи? Што беше проблем со пророчките школи, кои што се тука наведени? Што е проблем со сите нив денес? Господ го тргнал настрана од овие човечки собранија во пустината, за да таму учи од природата и нејзиниот Бог. Какво е ово образование? Евреите, мнозина евреи го прогласува Јована за фанатик. Што е ова? Живе во пустина. Не јаде месо. Се храни со рогач и див мед. Самиот Исус вели, им вели на евреите, Јован, значи, беше ваков и вие велите, бес има во него. Но дојде Синот човечки, дојдов јас, кој што се дружам, кој што сум во друштво, излегувам во друштво, дури и со цариниците, грешниците, проститутките, јадам и пијам со нив, па и мене не ме прифативте. Фанатиков не го прифаќате, па и мене не ме прифативте, кој што водев поинаков стил на живот. Понатаму цитатот вели, дава одговор, зошто Јован не бил испратен во школите на пророците и рабините. Господ не сакал Јован да биде обликуван од свештениците и верските водачи. Тој бил повикан да изврши специјално дело, посебно дело. Самиот Господ ја дал пораката што Јован требал да ја објави. Дали Јован отишол кај свештениците и водачите да ги праша за дозвола дали да ја проповеда оваа порака? Се разбира, не. Самиот Господ го тргнал настрана за да не биде под влијанието на нивниот дух и на нивното учење. Многу интересно. Зошто било сето тоа? Зошто теолошките образовните школи на Божиот народ биле толку застранети, забегани и расипани во тоа време? А дали се денеска нешто подобри? Што мислите?
2007 година ми беше кажано дека за да биде некој проповедник во Северноамериканската дивизија, не е доволно да има теолошки факултет, туку треба да има магистратура. За да биде обичен проповедник, требаше да има магистратура пред 7 години. Ке помислите дека, ако е така, Северноамериканска дивизија треба да цвета, ако секој нејзин проповедник е магистар по теологија. Но сите глупости во Северноамериканската дивизија се случија после 2007 година. Дури и Белградската унија почна да се глупира, уште од минатото лето. За една наша сестра беше многу страшно што го употребив тој збор, бидејќи на председателот на унијата му честитав за реизборот и му порачав да не се глупира унијата однова, како што се изглупира минатото лето во Нови Сад. И една сестра сметаше дека тоа беа претешки зборови. Меѓутоа, Јован кажал многу пострашни зборови, многу поостри зборови. А самиот Господ кажувал па уште пострашни, кога бил на оваа земја. Би сакал за денес да завршам со еден познат новозаветен евангелски текст, еден случај од Христовиот живот на земјата. Ке отвориме во Евангелието според Матеј, првата глава, Евангелие според Матеј, 21 глава, од 23 до 27 стих. Евангелие според Матеј, 21 глава, од 23 до 27 стих. И кога дојде тој во храмот и поучуваше, пристапија кон него првосвещениците и старешините народни и рекоа: со каква власт го правиш тоа и кој ти ја дал таа власт? Много интересно. Замислите, на самиот Господ му било поставено прашање: кој те овластил да го правиш ова што го правиш? А што правил? Бил во храмот и поучуваше. На страна што правеше еден куп чуда, дигаше и мртви пред тоа, исцелуваше неизлечиви болести, а самиот тој ден во храмот имаше направено еден куп чуде за кој што се зборува во Копнежот на вековите. А Исус им одговори и рече: и јас ке ве прашам нешто, па ако ми одговорите, јас ке ви кажам со каква власт го правам тоа. Со други зборови, Господ бил прашан вакво прашање, затоа што тој немал теолошки дипломи од рабинските и пророчките школи во Израел. Тој не бил овластен од нив да биде рабин во Израел. Не бил овластен да поучува. Од кого овластен? Не бил овластен од нив, од луѓето да поучува. Од Синедрионот, кој што имал врховната власт. Од светската елита, ако сака. Бидејќи тоа тие навистина биле. Може следната сабота да ви прочитам одново какви квалификации имале членовите на Синедрионот, па да видите за каква елита станува збор, за какви луѓе станува збор. Мислам дека сите учени доктори можат вода да им носат од подоцнежни времења. Но тоа биле луѓето кои што Исус ги нарекувал лицемери, породи аспидини. Луѓето кои што биле причината зашто народот го отфрил Христа. Како е можно во моментот кога мнозинството народ
воскликнува осана на синот Давидов. Го поздравува Христовото влегување во Ерусалим. Истиот тој народ, во истата таа седмица, подоцна, да гласа за неговото распнување пред Пилата. Како е тоа можно? Како е можен таков пресврт? Да го погледнеме овој случај. Кој прашање им го поставил Исус? Крштавањето Јованово од каде беше? Од небото или од луѓето? Јован кој го овластил? Господ или вие? А тие размислуваа меѓу себе и велеа. Ако кажеме од небото, ќе ни рече, па зашто не му поверувавте? Ако го признаеме Јован како Божи пророк, тогаш самите ќе се осудиме. А ако речеме од луѓето, што тука било проблем? Што тука било проблем ако отворено го отфрлат Јовановото сведоштво? Се плашиме од народот, зашто сите го сметаа Јован за пророк. Замислете, мнозинството еврејски народ го признаваше Јован. Мнозинството еврејски народ, особено после Лазаровото воскресение, кога многу јудејци поверуваа во него, биле склони да го прифатат Христа. Зошто еврејскиот народ во последниве 2000 години трпи тешки проклетства заради своето отфрлање на Христа? Затоа што премногу им верувал на своите водачи, на своите теолози, на својата елита. Тоа ќе биде причината зашто во последното време мнозинството христијани ќе го примат живот на цверот. И за тоа ќе читаме во големата борба, но сега нема време да го прочитам тој текст, ќе продолжиме следната сабота. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.